Почитуван подпредседателе, почитувана колешки, почитувани колеги, заменик министер. Колешки, земав реплика затоа што сакам уште еднаш да апострофирам дека позади секој собраниски состав треба да оставиме некои нови подобри пракси. Мене ми е јасно дека власта мора да го брани буџетот, иако таа не го креира како пратеничка група, но дека мора да го брани. И тоа така тера повеќе од 30 години во државата. Ќе дадат некои 2-3 добри параметри, напишани во 10 уште подобро составени реченици, и тоа тука треба да се брани. Овој буџет започна уште на 5 ноември, кога Фатмир Бесими напиша колумна во која што ни повеќе ни помалку Обама го цитираше. Обама рекол дека буџетот не е само серија на бројки и на хартија, дека тоа е отворување на нашите вредности. И се тоа во ред, како ќе се прочита, е интересно. Кои се тие вредности на двојно зголемување на приходите во општеството? Кои компании, кое стопанство ќе плаќа двојно повеќе него ли пред 3-4 години што плаќало? Секој од нас, која е таа јавна потрошувачка од која што ќе се земаат даноци? Секој од нас имаме роднини или пријатели кои што се селија од државата. Едно иселување, едно семејство, една индивидуа подразбира дека тој во текот на денот ќе купи 1 лев помалку, ќе купи млеко помалку, јогурт помалку, ќе иде во кафеана, ќе го нема и таму не може да работат. Од кое стопанство мислите да истицате 5 милиарди за овој буџет да биде онака како што Фатмир го предлага? Зборувате за капитални инвестиции дека ќе имало. Колешки Белкиса, овој буџет сега што го трошиме, уште 6-7 дена, предвидуваа прво дека има повеќе од 30 милиарди капитални инвестиции, потоа на ребаланс на буџет, тие 30 милиарди ги направија да бидат 22 милиарди, бидејќи сме биле во криза, и од тие 22 милиарди ни 15 не реализираа. Сакам да ви кажам дека ни пола од тоа што го зборуваме во декември не се реализирало следниот декември, и при тоа никој од нас претениците овдека, а особено од вас, од мнозинството, не бара одговорност. Треба да ги повикате овдека и да им кажете зашто ние да зборуваме на оваа говорница, кога се оно што го ветувавте лани за капитални инвестиции, ни 40% не го реализиравме. Тоа е веќе одговорни пратеници, тоа се веќе нови пракси и тоа граѓаните ќе го... Контрреплика Белкиса Зекири, повелете.